civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Несомнено дека различностите се огромен предизвик и богатство, баш во уметноста и во културата, поради тоа што се збогатува изразот, се збогатува со тие различности, се збогатуваат можностите на уметникот да биде поширок, да биде посеопфатен, да биде побогат. Во историјата имаме многу такви примери, како во музиката, во литературата, во сликарството, познати се патувањата на Пол Гоген, кој што напуштил фамилија, само за да запознае различен свет и остави неговиот цел опус е познат по неговите слики, неговите дела од Тахити. Познати се исто така големи патувања на француските писатели, Албер Ками, поминал добар дел од својот живот во Алжир, во Мароко. Значи, потреба за да се запознае различноста, да се запознаат нови светови, нови размислувања, нови обичаи, нови луѓе, е огромна потреба кај уметникот. Со тоа позната е една цела ера во француската култура, која што е обележена со увоз на различни култури од различни континенти, од различни светови, така да со тоа французите се гордеат, бидејќи ја збогатија својата култура и својата уметност. Што се однесува до должноста на уметникот да биде активен во сите општествени случувања, тука нема никаква дилема, бидејќи нашата должност како јавни личности, како луѓе во кои што е вперено вниманието на населението, сме одговорни за се што ќе направиме, за се што ќе кажеме, за се што ќе советуваме и мораме да бидеме мудри и внимателни какви последици тоа може да предизвика не само кај младите, туку и кај повозрастните. Та според тоа имам, се разбира како што рече господинот Дерала, има и негативни примери, на тоа се луѓе кои што се водени од некакви други темни мотиви, кои што никако не можам да ги објаснам и мислам дека треба да се земаат како лош пример во историјата, но повеќето од уметниците се залагаат за откривање на различностите, како што е нашата тема, за збогатување на културата и уметноста и за правдата и вистинските решенија и однесувања во општеството. Мислам, познати се ставовите, да речеме, на еден Емил Зола, кој што прележал и затвор за година дена за својот став во однос на аферата Драјфус, но не попуштил. И тој ден денес се зема како пример како треба да се однесува еден уметник да биде одговорен пред општеството. Така да, во денешно време сметам дека единствен наш пат не е да се двоиме и да останеме секој во својата различност безбеден, туку безбедноста да ја бараме во откривањето на различностите, во почитувањето на разликите во ова општество каде што живееме, запознавајќи ги тие разлики, ќе создадеме еден заеднички свет кој ќе го засакаме. Сигурно дека ќе го засакаме, затоа што тие богатства кои што се тука околу нас, не смееме да ги оставиме неоткриени и незапознаени. Така, вие спомнате едно моје искуство, јас се сеќавам на едно такво време,
кога навистина бевме среќни со тие различности. Ние ги баравме, ние ги откривавме, ние прашувавме, ние уживавме ако влеземе во едно, кој што ме посети Кристина, во едно различно општество, да кажеме, од други националности, па ќе чуеме друг јазик, па ќе видиме други обичаи, па ќе чуеме други песни, друга музика, други приказни, така да живеевме заедно баш среќни, откривајќи ги тие различности. Се разбира дека ние повеќе стремиме кон европските вредности, отколку што тоа го прави политиката. Јас се согласувам со колегата дека политиката е нешто што не е баш не се радува баш на овие различности и на улогата на уметноста во денесното општество, баш поради тоа што со самата своја природа политиката сака да има што повеќе приврзаници кон својата политика, на уметноста е дежурен критизер. Уметноста секогаш, како што кажа Дерала, она е водачот. Уметниците и големите уметници се тие кои што народот ги следи, народот ги слуша. Тоа се тие мудрости кои што и покрај настојувањето на политиката сите да ги укалпи, да ги придобие на своја страна, се поценет и вистинските луѓе кои оставаат печат на ерата. Така да се согласувам со Агим дека е тоа богатство, различностите се богатство, различните мислења се пожелни, за да може да се дојде до еден заеднички живот кој што е различен и богат. Што јас би ставил знак на еднаквост меѓу различноста и богатството. Не е тоа гомила на економски богатства, на пари, на различностите се самите по себе се богатство и го збогатуваат твојот живот, затоа што ние сме живи суштества, ние парите може да дојдат и да се потрошат, но колку е богат нашиот живот се мери според тоа колку сме доживеале, колку сме пропатувале, колку луѓе сме запознале, колку различни светови сме откриле, колку книги сме прочитале, колку сме среќни со тоа свое богатство во различност. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.